Даме и господа, ново издание на Рапорт со Јофе. Шесто издание од оваа втора сезона. 1 јули, а ние сме се уште тука. Па тоа еве, нема кај нас, лето било, шешко било, не се работело. Не бре, има да се работи 24/7 ако треба. Се за иднината на ова парче земја. Во минатото издание во најголем дел се занимававме со економијата, но некако слабо ни одеше со пронаоѓање на добри вести. Најпрво ја имавме информацијата дека Deutsche Bank наместо 250 решиле да ни дадат 75 милиони евра кредит. Понатаму го имавме падот на БДП за првиот квартал и понатаму имавме раст на невработеност. Јас се надевам дека оваа недела не е толку лоша, па режија, со што ќе ме израдувате сега? Македонија со јавен долг од околу 26% од бруто домашниот производ е меѓу најмалку задолжените земји од Европа. Според интерактивната мапа на која е прикажана задолженоста на земјите од светот, што ја подготви лондонски економист, Македонија се наоѓа во зелената зона. Од регионот помалку задолжена од нас е само Бугарија, чиј што јавен долг изнесува 17,4% од БДП. Македонија е меѓу најмалку задолжените земји во Европа. Па тоа бе, тоа сакам да го слушнам. Ова е веќе вест, ова е веќе нешто што ме радува. Па, што чекаме? Сигурно нема да останеме само на тие 75 милиони евра од Deutsche Bank. Бргу, дај растрчајте се по светов, дај обезбедете уште некој кредитче, дајте задолжете уште малку повеќе. Кога веќе имаме фора. Инаку, сериозно, што мислат нашиве водачи за анализава на економист? Како што можете да видите од споредбата што ја прави The Economist, Македонија има долг од државен долг од околу 26%, што е еден од најниските во Европа. Јас во многу прилики кажав дека сме со трети или четврт најнизок долг во Европа. И тоа го кажуваат сите, не само The Economist, тоа го кажува и ММФ, и Светска банка, и ЕБРД, и други меѓународни финансиски институции, освен СДСМ. Премиере, па ве молам, па дај оставете ги тие од СДСМ. Само да критикуваат, знаат тие. Туку, не знам, наистина не знам како да ви го кажам ова, ама министерот Ставрески има нешто за вас. Треба да ви извести нешто, треба да ви каже нешто во врска со весникот Економист. Додуша, тој ова го каже уште во јануари, ама веројатно не сте го слушнале, па сега, да. Ама, хајде сега, колку и да е болна вистината, јас морам да ви ја соопштам. Режија? Угледниот британски неделник Економист ја представи Македонија во лошо светло. На објавената листа составена според така наречениот индекс на мизерија, Македонија се наоѓа на врвот меѓу 93 земји од светот. Вице-премиерот Ставрески вели дека го признава само рангирањето на македонската економија кај релевантните институции. Република Македонија според различни параметри е рангирана од страна на меѓународни институции кои што се релевантни за тоа, новинарски написи не би коментирал. Да, тоа премиере. Вие се залетавте да ја цитирате анализата на Економист, а заборавивте дека истиот тој Економист не стави на врвот на листата на мизерија. И како што каже и Ставрески, Економист е нерелевантен. Што знам бе? Може би може да биде така малце релевантен. Да, кога ќе објави некоја позитивна вест за Македонија, тогаш може да биде релевантен. И сега ако објави некоја помалку позитивна вест за Македонија, тогаш нека му ја мисли. Во понеделникот вечерта во македонскиот етер се случуваше чудо по својата големина, слично како тоа од црквата Свети Димитрија. Со таа разлика што сега, наместо фреските, се расчистуваше впечатокот дека нашиот премиер добро се снаоѓа со одговарање прашања на интервјуа. Домаќинот Роберт Побовски инсистираше на вистински одговори на некои поприлично незгодни прашања, а нашиот премиер и не се снаоѓаше баш добро со ваквиот пристап. Побовски на почетокот запна да дознае колку сегашната власт инвестирала во автопатишта. И доби одговор за локалните патишта. Ние изградивме околу 240-250
локални патишта што се најмногу користени од страна на граѓаните. Значи, луѓето најмногу користат од село до град, од град до село, од село до село. Тие секојдневно ги користат. Си одат до продавница, си одат до работа, се враќаат од работа, излегуваат до град, се враќаат од град и така натаму. Даде, важни се локалните патишта, не автопатите, бидејќи луѓето токму нив ги користат. Што е на вас, бе? При толку висока цена на бензинот, кој е будала да се вози на долги релации по автопати? Да, ќе си завршиш работа тука негде блиско во соседното село, евентуално соседниот град, и веднаш се враќаш назад. Зашто би одел толку далеку? Да, ма јас не ме прашав колку локални патишта сте изградили, ме прашав за автопат. Бидејќи овие денови е доста дискутирано прашањето, колку во патишта има инвестирано в ССМ, колку има ВМРО ДПМН, јас ќе ви кажам точен податок и за проектирање и за изградба на патишта. Во сите... Може да бидеме коректни, јас за СДСМ не ја прашувам. Јас ја поставам таа теза, бидејќи актуелна. Вие може да не сакате тоа да поставите, меѓутоа бидејќи актуелна, тој што е во СДСМ, нели? ја користам можноста да одговорам. Точно така. Премиерот ќе си одговори на своето прашање, а ти, Роберт, ти можеш и да си излезеш од студиото. Кој ти е крив кога не знаеш да ги поставуваш вистинските прашања, кога не знаеш што е актуелно и што е важно? Во времето на СДСМ се инвестирани се на се околу 205 милиони евра, во времето на ВМРО ДПМН е 363 плюс овие 208 сега што потпишавме договорот, околу приближно скоро 700 милиони евра. Значи, во ваше време 363 милиони евра. 363 со овие 208, 700 милиони евра. Да, 700 милиони евра. Да бе, 363 плюс 208 се толку, нели? Тука некаде. Или дај да пресметаме кој што не учеа во прво. Значи ги ставаме едно под друго и собираме. 3 плюс 8 се 11, што значи пишуваме 1, а 1 памтиме. 6 плюс 0 се 6, и тој 1 што го памтевме, 7. И конечно, 3 плюс 2 се 5. Ама чекај, како 571 милион? Тоа не е приближно 700 милиони. Памтевме бе уште нешто. Го памтевме ова кај 3,8, ама го то дадовме овде кај 6 кава, па стана 7-ка. А да го додадеме тоа кај 5 кава, така би имале 3,8 11, пишуваме 1 и 1, памтиме, 6 и 0 се 6, спуштаме 6 и не додаваме ништо, а тоа што го памтиме го додаваме вам. 3, 2, 5 и тоа едното 6. Што значи 661 милион евра. Ова веќе е приближно на 700 милиони евра. Сега веќе е подруго. Да бе, комплицирана работа е ова математикава. Се мешаат правила и не знаеш кај треба да додадеш, а каде да одземе. Тоа е едната работа. Уште едно, дозволете само да кажам. Бевме доста деновиве податак дека ССМ многу вложувале во енергетика, а ВМРО ДПМН ништо не вложува. Чекайте, за тоа не ме прашувам. Да чистиме околу автопатиштата, има и за тоа дел. Ќе ви кажам. Значи вака, цифрата што ја спомнавте околу... Не, ве молам, господин Груевски. Ја ве молам, ако може да го кажем. За енергетика не ме прашав сега. Ве прашавте за инфраструктура. Енергетиката влегува во инфраструктура. Така што ќе ми дозволите да одговорам за инфраструктура. Ќе ви дозволам, само да го расчистиме. Да, но сакам во целина со овој да одговорам. Ги кажавте цифрите во милиони евра што сте ги потрошиле како влада за патни за автопатишта. Ќе го слушам прашањето, но сепак прво ќе одговорам за инфраструктура. Повелете. Да. Роберт, ти слободно поставувај си прашања, ама е уште од сега да ти кажам дека ти се за џабе. Јас сепак на моите ќе си одговарам. Па толку време се подготвав да им вратам на СДСМ за енергетиката и ти сега ми го скратуваш тоа задоволство. Што е битно што си ме прашал? Ти треба да седиш таму и да климаш со главата. Евентуално аплауз да ми дадеш, а не вака. Не знам зашто инсистирам на овие прашања. Кога да го поставиме прашањето, господине Поповски, колку километри автопатишта изградил СДСМ? Пак ви велам, ниту се замарам вечерва со СДСМ, ниту имам намера да одговарам на прашања, бидејќи вие сте вечерва тој што треба да ми одговорите на моите прашања, нели? Чекайте, ама сега. Така носи редот. Не, треба да одговориме и на тоа прашање, затоа што ние си се споредуваме, така, ние сме политички конкуренти. Мене ме интересира вашата влада.
Бидејќи сме ги политички кажавте бројките конкуренти, и споредбите. мораме да го искоментираме и тој дел. Значи, Роберт, срам да ти е. Значи, ништо не си научил. Значи, прашањата кои ти ги поставуваш се чиста формалност, бидејќи нели ако нема водител спротива не може да биде интервју. Сега, одговорите и темите на кои ќе одговара, тоа се избор на премиерот. И не можеш ти така да го рушиш победничкиот концепт. Па толку години, бре, на интервјуа, на пресконференции, на митинзи, на јавни настапи. Основната поидовна точка е споредбата со лошиот СДС. И сега ти наедна сакаш да го тргнеш тоа. Не може бе така. Не одат така тие работи. Прашањето суштинско, Вие ја поставите конкретен сега сум. една Кога теза, ќе повикате странски инвеститори, кога ќе им ја презентирате инфраструктурата во Македонија, нели е тоа еден од проблемите зошто се размислуваат и не доаѓаат во Македонија? Не бе, џабе, јас зборувам, џабе премиерот зборува. Овој Роберт уште ништо не научи. Па лесно е тоа бе. Кога ќе ти се пожали инвеститорот на лоша инфраструктура, ти ќе му кажеш: "Абе брат, немој така, не греши душа. Лоша му била инфраструктура. Па ти да знаеш каква беше во времето на СДС, бе. Па ќе заплаче. Доста ќути. Тај ги парите вамо, инвестирај ги, да не се вратат овие СДС-ме на власт, па се да ти пропадне." И бидејќи сме пред крај на денешното издание, а во интервјуто имаше еден куп работи кои просто плачат за да се најдат во емисијава, дај да видиме на едно место собрани некои од најинтересните моменти. Господин Груевски, Така што нема, сакам да речам, ве прашав господин и Поповски, конкретно. дека нема ниту едно празно најавување или ветување. Добро. Се што сме кажале или е реализирано, или има оправдана причина најавена од самата компанија што преходно објавила дека ќе инвестира, тоа е ваш зошто став, доси. Тоа е ваш став. Да. Ме Не, не е мој став, тоа е бидејќи тоа е, привлекувањето се на извинувам, страни... ако може сега вие ќе нафрлите нешто, па после одите на друго прашање. Тоа не е мој став. Не, тоа го Тоа е кажавте. став на компаниите. Добро, тоа го кажавте. Затоа велам, ме интересира Јас го бидејќи кажав она што го кажаа компаниите. од кога сте премиер во Република Македонија. Не ви одговара одговорот, па бегате на Не, друго прашање. зашто не ми одговара Ајде, одговорот? ако Одговорот си е ваш. Од кога сте премиер одговорот е во- мој и е во- во негирање оваа на земја- вашиот одговор. Јас немам, јас поставам прашање, немам одговор. Не, вие кажавте став преходно дека тоа било мое мислење. Не е мое мислење, се работи за мислење на самите компании. Добро, тоа го расчистив. Ете така. Океј. Тоа е одговор на вашето последно прашање од низата прашања. Ако дозволите сега да одговорам на поширокиот контекст на вашето прашање и на многуте подпрашања што ги поставивте и тези. За кои Уште километри повеќе, само да довршам сега, Да. ако може. Не, вие сакате нешто да кажете, ама треба да дозволите да се одговори на прашањето. Сега сам вели дека тие многу вожувале, а дека ние ништо не вожуваме. Ма што се мачите со нив? Ја прашувам за Ама вас. сега може ли вие да Нема не се проблем. мачите, а да ми Нема оставите да проблем, одговорам? ајде, Така, кажете. не се мачите вие, Важно, оставете ми да важно. одговорам. Значи вака. Сега на моето прашање, може? Да, повелете, има и уште, ама ајде. Добро. На вашето прашање. Сега Значи ќе се вака. вратиме дел подел. Во овој Патиштата. Еве, на Кажете ми вие се авто- фативте автопатиштата Па- ги сакате, ќе ви одговорам уште еднаш на тоа, иако Вики го Мислам дава дека одговор. не би сакал да ги Господине компарираме Поповски. бројките, тоа може да го правите на ваша пресконференција на јавни настапи. Поставивте една многу добра теза сега. Тоа е всушност и причината зошто СДСМ, Ама тоа е нивни проблем, нека си го решаваат тој проблем. Ја вас ве прашувам, ја не велам дека е ваш проблем. кога вие повикувате странски инвеститори, Многу, значи, Како можете- многу се исплашени од СДСМ, а го спомнам. ма не Бегате ме од темата. интересира вечерва, вие не разбирате, не ме интересира вечерва Се плашам СДСМ. дека до крај на емисијата ќе настрадам ако го спомнам уште еднаш. Не, вие А? спомнете го Може? колку сакате, Добро. но Македонија. Еве да ви кажам. Лоша инфраструктура, железничка пруга, Може. катастрофална состојба, може апсолутно. Објавете крај на прашањето за да може да почнам, да не ме прекинувате. Па вие сега, ако сакате пак да се компарирате, тоа е Не, ваше не, прашање. Ја објавете барам кога конкретни го заврши. одговори. Дали го завршите сега Објавено, завршено, прашање? Овие, добро, така. Може сега да почнам на рад одговор. Може, ама не може да трае тоа вечно, значи морам да ја прекинувам. Кратко и јасно ве молам. Во интерес на времето, инаку ќе заврши емисијата. Добро, да го скокнеме ако сакате. Не. Ако е во Не. Ајде тој дел да го затвориме, бидејќи може пак да ми одговорите со компарација. Ме интересира нешто Не, што Боже, е... значи таква работа за вас. Нешто што Ја е... многу ве потресува тоа. Не, апсолутно не, вие компарирате слободно. Тоа негира целата ваша теза и тезата на СДСМ дека малку сме инвестирале Немам јас теза, ја поставам во прашање. патишта, во енергетика. Значи од една страна прво се збори малку се инвестира, а потоа кога пак ќе им се види висок раст некаде, ама тоа е заради градежништвото, многу инвестирате во градежништвото. Па не, Па тоа thank е you very факт, much. имаше Многу инвестираме во градежништвото. градежништвото. Како да ви кажам? Што ќе му кажувате? Оставете го, нека живе во заблуда. И да,
thank you very much и на вас, господине Груевски, а и на водител на интервјуто Поповски. Колку сте ми олесниле работава, да знаете. Имам материјал уште 2-3 емисии да направам. Уствари да, ако остане време, ќе искористим уште некои моменти во следното издание. До тогаш, ве поздравувам.